Жената во оваа просторија има 39 години. И требаа неколку дена да собере храброст за да ја раскаже својата приказна која почнала пред 13 години. Бремена со првото дете, незиниот сопруг кренал рака на неа. Не можеш ти жена да удриш и после да седиш и со неа да живееш. Му се пројавува некоја нервоза, не знам како да ја наречам, докторите по-добро си го знаат. Од тоа избувнува и отпуси да се кај да плаче више џабе, значи велјата е створена и тоа е више од време на време. Значи му се повтара континуирано од време на време. Првите повици до полицијата и Центарот за социјални работи не помогнале. Тогаш дојде до големо насилство. Ме оставаше исто бремена, и со трето, и со четврто, и со пето. И ги родив децата, ги родив ја што ги сакав. Мислев дека ќе можам да се справам и самостојно со ситуацијата, иако не добив помош од никого. Мене беше страм и понижување. Не само страм и понижување, од друга страна тој ми се заканува. По годините тортура, нашата соговорничка успеала да се разведе. Сопругот бил осудуван 2 пати за семејното насилство, но само со условна казна. Материјално, товари е што сопругот не ја плаќа алиментацијата, духовно, што ниту таа, ниту децата можат да ги заборават траумите. Промена нема, значи тој си е истиот. Приметувам дека децата не може да гледат во реална и јасна слика. Не знам што да кажам, навистина е многу тешко да обстанеш нарочито во денешно време со толку деца, без ничива помош. Оваа жена можела да ја истера правдата поради бесплатната правна помош од невладината Женски форум од Тетово, каде парадоксално ја упатиле од Државниот центар за социјални работи. Невладината организација е единствена таква во Полошкиот регион. Од 2003 година па досега, кај нив се обратиле над 600 жени, жртви на семејно насилство. Mendojmë që është rritur vetëdijësimi tek gratë, për arsye se tani informatat ne shkojmë në për viset rurale, shkojmë bajmë tribuna të ndryshme dhe e dini si gratë njëra prej tjetrës dëgjojnë për shembull për një rast edhe kur mblidhen në për dasma, në për takime të ndryshme, e transmetojnë lajmin dhe kështu që edhe pse në fillim ne ishim shumë skeptik, nuk ishim sigurt që do kemi sukses, mirë po jemi të kënaqur me atë që kemi arritur. Me tanë ka suksese në këtë drejtim. За правното застапување е задолжена адвокатката Верица Тимосиевска. Првенствено, незината борба се состои во добивање времени мерки за заштита на жртвите. Незиниот впечаток е дека системот прави чекори за препознавање на семејното насилство, но тоа не е доволен притисок за насилниците. Проблем имаме со што не е зависен од системот, туку е од оние кои го предизвикале насилството, од насилниците, затоа што се прават од нивна страна обструкции, во смисол не плаќаат издршка, не сакаат да доаѓаат на покана на судот, па сме принудени, односно судот, со преку полициска достава да ги повикува, сето тоа ја намалува ефикасноста, односно ефективноста на самата постапка. Меѓутоа, кога се тоа ќе се сумира, генерално сум задоволна од она што моите странки го добиваат од страна на судството. Историските податоци од МВР покажуваат зголемување на бројот на кривични дела од областа на семејното насилство. Кон крајот на минатата декада биле регистрирани по околу 400 случаи годишно, за бројката да порасне до вкупно 1006 минатата година. Растот може да биде производ на зачестено семејно насилство, но и знак за зголемена свест кај жртвите и почесто пријавување. Таква закономерност не може да се извлече од најцрната статистика, убиствата. Од 2013-та, заклучно со 2018 година, при семејно насилство убиени се 28 жени. Најмалку случаи се регистрирани во 2017-та, 2, за веќе следната да го израмни неславниот рекорд од 2014-та, 7 убиства.
Токму трагичните исходи се причината прва заштита на жртвите од семејно насилство да бидат шелтер центрите. Но такви центри под државна капа има само 4 во Скопје, Битола, Кочани и Свети Николе. Олеснителна околност во главниот град е тоа што има и втор кој го води невладина организација. Достапен е и кризен центар, како и 24-часовната национална SOS линија. Според министерката за труд и социјала Мила Царовска, најважна за целиот проблем е превенцијата на семејното насилство пред тоа да се разгори. Фокусот на институцијата сега е да работи на создавање центри со советувачки капацитети. Нашата работа е да ги зајакнеме жртвите, да работиме со сторителите и да превенираме кај децата и само тој капацитет ќе даде вистински ефекти и резултати во нашето општество, а ви кажувам во Скопје има само еден и тој менаџиран од граѓанска организација. Но еве сега со здравство се координираме да психијатрите, психолозите од здравствените установи се обучат специфично за одредени методологии и техники и да истите може да ги имплементираме и во другите региони. Таква помош е потребна на илјадниците жртви на семејно насилство, меѓу кои е и нашата анонимна тетовка. И покрај траумите, оваа 39 годишна мајка на 5 деца бара помош и за насилниците. Тие лица кои ќе ве удрат, знаете, денеска го направиле, ќе го направат и утре, и за месец дена. Значи, тие се каат, но нема им треба соодветна помош и лекување.